Дезинформациите се еден од главните предизвици на демократијата во 2019 година и алатка која се користи за манипулација на граѓаните. Злоупотребата на технологијата за креирање лажни ентитети и непостоечки измислени случувања станаа сериозен упад во демократските, како и изборните процеси и сериозно се закануваат да влијаат на довербата на граѓаните во институциите и медиумите. Република Северна Македонија во изминатите 2 години во повеќе наврати се соочи со масовно ширење на дезинформации, како на социјалните мрежи, така и на традиционалните медиуми. Дел од дезинформациите биле споделувани и од териториите на други држави. Северна Македонија беше означена како земја на лажните вести, откако во 2016 година се откри дека во Велес се водени голем број лажни веб страници и Facebook профили кои ширеа дезинформации во Соединетите Американски држави за време на тамошните претседателски избори. Како одговор на овие сајбер закани и согласно заложбите за отвореност, отчетност и транспарентност, владата работи на акцијски план за справување со дезинформациите на системско ниво. Нашата цел е да зајакнеме националната безбедност и сигурност на граѓаните на нашата земја и да ја браниме и унапредуваме демократијата. Предлог акцијскиот план е сублимат на процеси, проекти, мерки и препораки за борба со дезинформациите, изработен како резултат на следење на мерките на Европската комисија, секторот за комуникации на НАТО, како и Комитетот на експерти за квалитетно новинарство при Советот на Европа, преку членството во комитетот од страна на представник на мојот кабинет, советникот Зоран Бојаровски. Огромен е придонесот и на британската влада во нашата поширока иницијатива за професионализација на комуникациите на владата и на PR службите, понатаму соработката со USAID и со Европската мрежа за дигитална дипломатија, поддржана од State Departmentот на САД, во чиј управен одбор членува мојот советник за дигитални комуникации Илија Жупановски. Предлог акцијскиот план, кој што го презентираме денеска, ќе биде ставен на дискусија на работни состаноци во институциите, како и на консултации со граѓанскиот сектор, со медиумите и различни чинители во општеството, вклучувајќи ги секако и стратешките партнери на нашата земја, за да дефинираме неговата финална верзија. Со оваа јавна презентација започнуваме нова фаза во нашиот организиран пристап во справувањето со нападите врз демократијата во нашата земја. Предлог акцијскиот план има 2 компоненти: безбедносни мерки и проактивни мерки. Безбедносните мерки опфаќаат ревидирање на постоечките и креирање нови внатрешни безбедносни протоколи за комуникација во институциите и комуникација со надворешните субјекти, со цел намалување на можностите за протекување на сензитивни информации. Надградба на безбедносните протоколи за дигитална комуникација за сите државни службеници, за безбедно користење на интернет, службена електронска пошта, службен мобилен телефон и така натаму. Зајакнатиот безбедносен протокол ќе биде доближен и презентиран пред државните службеници преку спроведување на внатрешна проактивна кампања. Трето, ќе ја зајакнеме внатрешната IT инфраструктура во владата и министерствата и системот за контрола на мрежниот сообраќај со цел на времено спречување на надворешни напади на инфраструктурата. Четврто, како што информиравме јавноста, јас веќе користам нов телефонски број и нов мобилен апарат со дополнителен безбедносен протокол за дигитални комуникации. Пето, ќе биде воспоставен протокол за кризни комуникации помеѓу Централниот владин комуникацијски сервис и министерствата за брзо и точно спротивставување на дезинформациите кои се шират преку социјалните мрежи и интернет порталите во интерес на вистината и јавниот интерес. Проактивни мерки ќе бидат преземени за дополнителна активна транспарентност со цел владата уште повеќе да ја доближи својата работа до граѓаните и да ја зголеми довербата на граѓаните во институциите. Со новата стратегија за транспарентност, стандардите ќе се втемелат во системот и ќе се создаде листа на документи и информации кои институциите ќе бидат задолжени на одреден временски интервал да ги објавуваат и да ги ажурираат. Преку објавување и споделување факти
и вистините информации, се намалува и просторот за маневар на дезинформациите. Владата на својата веб страна ќе објавува официјални одговори на прашања на медиуми и граѓани, со цел да се спречи извртување на официјалните ставови на владата. Владата ќе формира акцијска група за борба против дезинформации и напади на демократијата, во која ќе бидат поканети да учествуваат представници од Канцеларијата на председателот на владата, председателот на Република Северна Македонија, Собранието на Републиката, Кабинетот на министерот задолжен за комуникации, транспарентност и отчетност, Министерството за внатрешни работи, Министерството за одбрана, Министерството за надворешни работи, Управата за безбедност и контраразузнавање, Агенцијата за разузнавање и други, односно и новата Агенција за национална безбедност, која ќе престане да функционира Управата за безбедност и контраразузнавање, на кои што сите заедно задача ќе им биде анализирање и следење на појавите на дезинформирање на јавноста и координирање на борбата против нападите врз демократијата. Во име на владата, задолжен за координација на оваа акцијска група, ќе биде министерот за комуникација, транспарентност и отчетност Роберт Поповски, а од страна на кабинетот, мојот кабинет, одговорен ќе биде посебниот советник за односи со јавноста Маријан Забрченец. Акцијската група и владата ќе спроведуваат едукативна кампања од јавен интерес за постоењето и штетното влијание кое дезинформациите го имаат врз општеството. Владата ќе спроведува внатрешна кампања за вработените во државната администрација за постоењето и штетното влијание на дезинформациите. Акцијската група за борба против дезинформациите и нападите на демократијата активно ќе соработува со сите платформи на социјалните медиуми кои најчесто се користат за брза дистрибуција на дезинформациите. Ќе бидат известувани за профили и објави кои шират дезинформации и активно ќе се вклучиме како држава во нивните програми за информирање на граѓаните и за борба со дезинформациите. Владата ќе започне процес на креирање национална стратегија за медиумската писменост, во чии рамки ќе бидат офатени активности на институциите, медиумите и граѓанскиот сектор. Медиумската писменост ќе биде многу позастапена во образовните програми на Министерството за образование и наука. Владата ќе поддржува и ќе биде активен партнер на граѓанскиот сектор во спроведување програми и тренинзи за медиумска писменост и ќе спроведува и едукација за медиумска писменост на вработените во државната администрација. Владата активно ќе ја поттикнува дискусијата помеѓу медиумите, медиумските здруженија и граѓанскиот сектор со цел саморегулација, корегулација и утврдување на медиумски стандарди за интернет порталите, согласно препораките на Европската комисија и Советот на Европа. Владата ќе воведе јасни критериуми за медиумите кои се акредитирани да ги следат владаните настани и пресконференции во согласност со стандардите на новинарската професија. Ќе отвориме дискусија со медиумите за утврдување модел на поддршка за продукција на медиумски содржини на тема борба со дезинформациите, како и поддршка за едукативни програми и тренинзи наменети за медиумските работници со цел нивно професионално сензибилизирање во борбата со дезинформациите. Владата и институциите активно ќе соработуваат со сите организации и проекти кои работат на проверка на фактите, fact-checkers, преку навремено и брзо одговарање на нивните прашања при проверка на фактите. Владата ќе иницира организациите кои се бават со проверка на фактите да создадат регистар за утврдување и разобличување на дезинформациите и листа од изворите кои ги шират невистините. Република Северна Македонија ќе поттикне соработка со Европската комисија и ќе побара вклучување во системот за брзо предупредување за ширење на дезинформациите, така наречениот Rapid Alert System, со цел размена на информациите околу содржината и темите на кампањите со дезинформации низ Европа. Во борбата со дезинформациите, владата ќе продолжи со активна соработка со стратешките сојузници Европската Унија и НАТО. Ова, почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани, е само дел од сеопфатните мерки што се превземаат и ќе се превземаат за одлучно спротивставување и борба против лажните вести и дезинформациите и медиумските манипулации со единствена цел – заштита на јавниот, националниот и интересот на граѓаните од штетите што ги предизвикуваат овие појави.